А сега ќе се селиме во Кичево, каде што токму во моментов треба да започне денастан, односно одржување на работилница со фокус групи во рамки на проектот Локални партнерства за социјална инклузија. Подетално за ова ќе дознаеме од нашиот дописник од Кичево, Бранислав Стојановски, кој што предпоставувам дека ќе има и свој гостин со кој што ќе зборуваат токму на оваа тема. Бране, добар ден и за тебе, дали се слушаме? Добар ден, Бети. Добар ден до сите гледачи на утринската програма на Мега телевизија. Се наоѓаме тука во салата на Советот на општина Кичево, каде што во секој момент треба да започне агендата за работилница со фокус на групи во рамки на проектот Локални партнерства за социјална инклузија. Еден од организаторите на овој денешен настан во Кичево е Асоцијацијата за демократски иницијативи од Гостивар. Веднаш тука до мене е и господинот Нино Сотировски, проект координатор на оваа асоцијација. Господине Сотировски, добар ден. И еве може накратко да ни објасните што точно ќе се случува на денешната работилница во Кичево. Така, состанокот на фокус групата денес е дел од проектот Локални партнерства за социјална инклузија. Проектот се имплементира во рамки на четвртата компонента од инструментот за предпристапна помош, значи е финансиран од Европската унија. Проектот Локални партнерства за социјална инклузија го координира Асоцијацијата за демократски иницијативи АДИ, а е во партнерство со Центарот за граѓански иницијативи од Прилеп и со Центарот за развој и соработка на невладини организации ЦНВОС од Љубљана, Словенија. Денешниот состанок на фокус групата најпрво има за цел како почетна активност да направи проценка на потребите во општината, исто така како што тоа се случуваше и во преостанатите 4 општини кои ги опфаќа овој проект, тоа се Гостивар, Прилеп, општина Врапчиште и општина Брвеница. Денес би требало да процениме состојбата со социјалните проблеми прво во општина Кичево, потоа да видиме колку клучните локални актери во општината имаат развиена соработка помеѓу себе, во смисла на решавање, на прво детектирање, а потоа и решавање на проблемите на граѓаните, што е нивна цел и задача. Потоа треба да процениме дали постои потреба од акцијски план за социјална инклузија кој би требало да е главниот продукт кој овој проект го носи на општината, односно акцијски план кој би се вклучил или во постојана во веќе постојна стратегија за социјална заштита или за социјална инклузија, или би се донел како самостоен документ, и тоа би требало да биде главниот продукт кој општината го добива преку овој проект, односно дали постои можност, дали постои потреба и како треба да се вклучат сите, поготово социјално ранливите категории на граѓани во процесите на донесување одлуки и како тоа локалните актери треба да го овозможат со едно партнерство помеѓу себе. Учесниците на денешната работилница се веќе тука. Може ли еве да ни кажете од кои институции денеска имаме представници на оваа работилница? Така, целни групи на проектот се Центарот за социјални работи, кој би требало да игра главна улога во проектот, Агенцијата за вработување, тука се уклучени граѓанските организации, тука се уклучени локалните власти, односно локалната самоуправа, како некои кои се важни актери во процесот на носење одлуки, и тука би требало да бидат присутни представници на јавните институции, како што се образовни, здравствени институции, за да ги прашаме и нив и тие да ни кажат со кои проблеми се соочуваат, дали имаат конкретни социјални проблеми на кои ние можеме да работиме и да ги вклучиме во тој акцијски план. Сигурно дека вашите активности со овој проект не завршуваат со денешната работилница во Кичево. Може ли еве да ни кажете што после донесените заклучоци денес на работилницата, кои ќе бидат вашите следни активности? Така, денешната работилница најпрво треба да ја процени состојбата, па потоа следуваат работилници за градење на консензус и за градење на партнерство помеѓу локалните актери, затоа што тоа е основната цел на проектот, да ги потикне локалните актери, клучните локални актери да изградат партнерство, прво да усвојат еден акцијски план, а потоа и советот на секоја од општините да го донесе. Значи, после ова следат две работилници, едната ќе биде за градење на консензус, втората за градење на партнерство.
Потоа следува тековна подршка за работите кои што ќе се донесат на тие работилници, кои што актерите би требало да ги научат и да ги знаат. И потоа, некаде кон средината на 2017 година, следува усвојувањето на тој акцијски план во секој од општинските совети, во 5 предвидени општини. Така, кои се вашите други соработници со кои што го спроведувате овој проект? Кажавте дека е финансиски поддржан од Европската Унија. Кои други организации, иницијативи се вклучени во рамките на овој проект? Така го спомнав тоа и на почетокот. Партнери ни се Центарот за граѓански иницијативи од Прилеп, ЦГИ, и Центарот за развој и соработка на невладини организации и граѓански здруженија ЦНВОС од Љубљана, Словенија. Може ли да очекуваме во наредно време некои други ваши проекти и активности во кои што еве би можела да биде вклучена и општина Кичево? Така, АДИ веќе има 3 тековни проекти. Се надеваме дека ќе имаме и понатаму проекти. Кичево секогаш е вклучено во проектите на АДИ, најмногу заради демографски и територијално, затоа што е многу близок до Гостивар, и затоа што исто така како и Гостивар е пример за мултикултурно делување, што е една и од основните цели на АДИ, што е внесено и во стратегијата на асоциацијата, на проекти што најчесто се бават со мултикултурализам. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување во утринската програма и ви посакувам успешна и плодна работилница. Благодарам.